Нешто ке те питам, Венко, право да ми кажеш, или си кај Боки дома, или си со Зоки. Леле, каков дебакал, газење. Венко бе, што направи од СДСМ? Ја урниса, народски кажано, јеба мамата. Кога ти викавме дека разликата е 3-1, 4-1, ти не, ВМРО-вците спинувале. Веќе не сте ни втора партија во Македонија. Со што ли те држи толку заев? Какви ли бизниси се во прашање? За политика сигурно не се работи. Убаво си кажа Боки дека ти ништо не правиш за џабе и ти најмногу од се љубиш пари. Кеш. Венко уште во надмен стил вели дека резултатот на изборите не бил толку лош и ти нема да си поднесе оставка. Ако бе, секогаш има подолу. Следен чекор е СДСМ да стане како Пасок во Грција или пак од поново време како Сириза на другарот на Зоки Ципрас, со кого го сменија името на Македонија. 5 минути е многу за коментирање. По 20 години падна бастионот на кланот Заеви. Ароганцијата на Зоки и Венко ја изгуби и Струмица, поточно им ја дадоа на ВМРО-вците. Она детено на Заев, што си ја чешлаше косата како Зоки и го имитираше во говорот, сега им фаќа сер. И треба. Коста излезе попаметен од сите нив и од него мора да почне расчистувањето на целиот смет на Бикачка. Еве, Костадинов побара СДСМ да се ребрендира. Еве еден од предлозите би можел да биде СДСМовско дувло или СДСМ, само да се сади марихуана. Место роза на грбот може да имаат канабис. Уште потрагично за СДСМ е она што се случуваше во градот Скопје. Каја навистина се каја што се нафати да биде кандидат на Венко, освен ако добро не си го наплатила. Или пак во Карпош, докторката Маја Мојсова во кампањата се однесуваше како портпарол на Стефче Јакимовски, а оние од СДСМ дури не ја рекламираа, свесни дека ќе изгубат. Што ти е карма? Човекот од кој почна падот на владата на Заев сега му пресуди и на Венко. Филипче беше во мојот дом. Ајде да не кажам секој ден, али беше чест гости. Ова се фотографии од кај мене, Филипче. Во Македонија биле изрекетирани 10 милиони евра, тврди Боки. Се сеќавате на вистината за Македонија кога Заев пушташе прислушувани разговори за тоа кој бил со која швалерка, кој кого оговарал. Всушност Заев со тие разговори рекетирал и уценувал. Снимките деме ги предал на онаа нестрекнана Катица, ама си зачувал снимки и за себе. Да му се најдат. Па еве, се најдоа. Па слушнавме како Боки и Фростина зборат за оној Кирацовски како земал плик со пари од Силјан Мицевски, како Вице имал провизија од секој ископ на јаглен во рек Битол. И после СДСМ изгубил. Па како да не изгубите? Како велат, каменот доаѓа од блиску. Значи ќе пукнам од мака што Чаир нема да биде како Њур, како што ветуваше Османи. Џабе го довлечка оној архитектон од Мексико. Бујар, европеецот, кој кампањата ја тераше како да е кандидат за премиер, лабаво загуби од Изет Меджити. Ви тикнува кој ставаше вака раче на срца? И сега, кај ви е курчот? Пак ќе зборувате за предвремени парламентарни избори, земете, реформирајте се и вие како вашите партнери од СДСМ. Остајте знамиња, орли, УЧК, српски свет. Тоа веќе не проаѓа кај обичниот албанец. Затоа си го имате Косово, ама и таму не ве сакаат. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, се откажа од последниот ден од кампањата за да замине во Тирана на протест за поддршка на првите звезди на УЧК – Рамуш Харадинај, Хашим Тачи, Кадри Весели, Јакуп Красничи, кои се во хашките зандани без надеж дека ќе излезат во скоро време. Али беше во првите редови, гордо извикувајќи „И јас сум УЧК“. Дошур Башлюфтар. Како Ахмети не се сети да организира протест за пожарот во модуларната во Тетово, кога случајно или не министер за здравство беше неговиот коалициски партнер Венко Филипче, а виновник беше Кабел. Но Али тоа не го интересира, ама за Рамош и Тачи прв е. Ако не се решиш на предвремена пензија, не е далеку денот кога ќе им се прикмучиш на овие ликови во хак. Сигурно ќе има што да си кажете.